Нови 49 случаи на COVID-19 во земјава, а 2 починати. Ова се најновите информации од Министерството за здравство. Сепак денес министерот Филипче нема да се обрати на нацијата, соопшти од Министерството. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје починал еден пациент на возраст од 73 години од Прилеп, примен на болнички третман на 1 април, а во Куманово на клиниката за хематологија починал ново диагностициран пациент на возраст од 76 години. Во изминатото деноноќие на клиниката се примени 3 пациенти, а во моментов се хоспитализирани вкупно 68, од кои 15 се на кислородна поддршка и 8 на механичка вентилација. Исто така, во изминатото деноноќие направени се 586 теста. Во болницата 8 септември се примени 8 нови пациенти, а вкупно се хоспитализирани 28 потврдени и сомнителни на коронавирус. Од нив 9 се со потешка клиничка слика, а 6 пациенти се на респираторна машина. Во болницата во Битола хоспитализирани се вкупно 5 пациенти, еден пациент повремено на кислородна поддршка, а другите се стабилни. На домашно лекување преку оваа болница се следат 7 пациенти кои се во добра општа состојба. Во болницата во Штип се хоспитализирани вкупно 13 пациенти, потврдени и сомнителни на коронавирус, а уште 13 се следат на домашно лекување. Освен една пациентка кај која има влошување на состојбата, сите останати пациенти се стабилни. По градови во Скопје има 13 нови случаи, во Куманово 14, Штип 6, Прилеп 8, Велес 6, Гостивар 1 и Кочани 1. Во Тетово нема регистрирано нов случај на коронавирусот. Со овие бројки, вкупниот број на случаи во земјава изнесува 760 лица. Поради состојбата со коронавирусот, голем број од граѓаните во Гостивар периодов носат медицински маски и ракавици. Неретко ваквата заштитна опрема завршува фрлена среде улица, на зелените површини или покрај корпите за ѓубре. Користените маски и ракавици се потенцијални пренесувачи на вирусот и други зарази и не смеат да се фрлаат насекаде. Од Гостиварското јавно комунално претпријатие велат дека секојдневно се соочуваат со овој проблем. Апелираат на поголема одговорност и внимателност од граѓаните, затоа што на таков начин работниците кои се грижат за хигиената се ставени во опасност. Нашиот апел е тоа е загрижувачка за нас, значи тие немат право да го ризикуваат здравјето на вработените во јавната хигиена. Значи ја ги повикувам сите да бидат попазливи, да бидат почисти. Ние заедно, ако сакаме, можеме и вака да го држиме си состојбата да биде порелаксирана. Додека од сите страни не престануваат апелите за високо ниво на лична и јавна хигиена и максимална внимателност, поединци со своите неодговорни постапки го зголемуваат ризикот од ширење на инфекции. Правилата налагаат употребените ракавици и маски безбедно да се отстранат од рацете и лицето, а потоа да се одложат во посебна кеса или корпа за отпад, која што треба да биде затворена. На Пладне за време на работна недела ваква е сликата во Тетово. Голем дел од сопствениците одлучија додека трае корона кризата да ги спуштат решетките и катанците на локалите. Економските последици се големи. Подобро да бидеме затворени, така и повеќе ни се исплаќа. Разочарани ни раскажаа позади камера. Тие пак кои се отворени велат дека работат само колку работниците да земат плата. Прометот им е намален, велат за 90%. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија истакна дека претежно трговските и гостителските објекти и без корона кризата едва обстануваат. Спасот секоја година го гледаат со доаѓањето на печалбарите за време на верските празници. Сега без гастарбајтерите, економските штети ќе бидат несогледливи. Можеби пак сметајќи на нивната солидарност што тие цело време ја имаат за оваа популација што тука или дел од семејството што тука го оставиле, сепак можеби јас би рекол пак уште поголема мерка ќе праќаат средства, но
секако преку финансиските институции што функционираат во земјава. Податоците на Народната банка говорат дека во последните 9 месеци приливот од печалбарите изнесува 147 милиони евра. Експертите велат дека сумата е многу поголема и за една година достигнува и до 1 милиарда евра, пари со кои се покрива трговскиот дефицит во Македонија. Ја намала тековната потрошувачка, да не зборам за некои инвестициони вложувања, што до сега и тоа имало во еден најнезгоден период. Одредени статистики говорат дека речиси 40% од населението од Полошка е одселено во западноевропските земји. Нивното доаѓање многу придонесува за одржување на економијата, но сега без нив голем дел од бизнис секторот дигна раце и веќе ги закатанчија продавниците. Во услови на карантини и изолација поради пандемијата со коронавирусот, имаме шанса да размислиме за вредностите, за потоа да станеме подобри луѓе, луѓе кои ќе бидат повнимателни еден кон друг, повеќе ќе ги љубиме ближните и почесто ќе се молиме, порачува отец Александар Стојановски од Тетовското архиерејско наместништво. Препораките се и за засилена молитва и пост во овој период. Целата страстна седмица христијаните да го читаат оние што го има Светото писмо. Треба секој христијански дом да го има, да го читаат Светото писмо на Новиот Завет, особено Евангелијата кои ги опишуваат страданијата Христови. Исто така стои препораката за засилена молитва и за засилен пост. Овој период, кога повеќе сме дома, треба да размислиме за духовните вредности, за тоа дали сме се покаяле, дали сме се исповедале, да ја видиме разликата од моментите кога литургија божествена служевме со мноштво народ и литургија кога сега е редуцирано и кога не можат да дојдат сите групи на луѓе на света божествена литургија, да го почувствуваме и тој недостаток, а преку тој недостаток пак да го сватиме значењето на тоа што сме го имале претходно, а недоволно сме го ценеле. Значи, да се свртиме во љубовта кон семејството, оние кои се здрави да помогна на болните и преку тоа ќе покажа христијанско служење, преку носење на храна до нивните врати, на оние кои што не можат да излезат, преку молитва за нив, преку грижа, преку тоа што ќе ги побараме телефонски, ќе ги прашаме како сте, дали ви е нешто потребно, преку тоа служење на ближниот, преку молитвата, преку читањето на Светото писмо и се разбира, реков, оној кој што има потреба од исповед и причест треба да контактира телефонски со својот свештеник, а оваа година на тој начин ќе го прославиме Воскресението Христово или Пасхата Господова. Што се однесува до духовните потреби на луѓето, и Светиот архиерејски синод ги упатува да контактираат со својот парохиски свештеник во однос на света тајна исповед или света тајна причест. Свештеникот е секогаш должен, кога некој ќе го повика, да отиде во неговиот дом. Инаку богослужбите во црквите ќе продолжат да се одржуваат и храмовите ќе бидат отворени за верниците, но тие мора да ги почитуваат препораките на надлежните, односно присуство на помалку од 5 лица, со социјална дистанца меѓу нив. Досега е интервенирано на вкупно 172 пожари во регионов, информираат од територијалната противпожарна единица Тетово. Најчесто се работи за пожари на отворен простор. Командирот Ука Алити апелира граѓаните да внимаваат, особено во периодот кој следува заради изголемувањето на температурите. Земјоделците мислат со тоа што ги горат на нивните полиња, остатокот што им останало од прошлата година, значи мислат дека со тоа ќе ги чистат нивите. Од другата страна, значи експертите многу добро ги советуваат по земјоделие што се дека тоа не чини ни за нивниот, да речеме, беричет. Значи нема да излезе квалитетен или не знам што. Но ние им се приклучуваме, еве, и полицијата и другите релевантни институции кои апелираат
dok нашите граѓани да не палат огни низ полиња и шуми, бидејќи не е во добробит на нашето здравје и на природата. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до сите кои денови веќе работат на земјоделските површини или од најразлични причини ќе се движат на отворен простор да не палат огнови. Ова посебно се однесува на земјоделците кои интензивно се подготвуваат за пролетната сејдба, кои ги чистат и палат отпадоците и стрништата на нивите, а огнот без контрола брзо се шири, особено кога времето е ветровито. СВР Тетово повторно подсетува дека предизвикувањето пожар, намерно или од човечко невнимание, представува и кривично дело за кое се предвидени ригорозни законски санкции, парични и затворски казни до 10 години, зависно од крајните еколошки и другите последици. Денеска ќе поразговараме со еден наш роден тетовец, Љубиша Кировски, кој што долги 20 на години веќе живее во Франција. Љубиша, ти благодарам што прифати да поразговараме, да бидеш наш гостин на КМ телевизија. Најпрво кажи ми како ти се чувствуваш, твоето семејство и како функционирате во ова време на коронавирусот. Вака, јас, како што кажа, роден сум во Тетово. Тетовчанец, значи живеев долго време во Тетово, сега сум 20 години во Франција. Живеам во Лил, значи во норд, во северниот дел на Франција. Овдека со коронавирусот, како и сегде во секоја земја, доста потешкоти за живот нормален. Денешните бројки не охрабрува во Франција. У Франција сега почине епидемијата, малку касни не е како во Италија и во Шпанија. 125.000 заразени во Франција, званичните бројки кои ги дава денеска. 13.200 се умрени, има 31.300 кои се хоспитализирани, значи во болница. Има на реанимација кои се 7.100 и задните бројки кои малку охрабрува што се излечени, значи 24.500 луѓе се излечени. Дали во Франција има полициски час како што има во Македонија? Дали има ограничено движење? Во Франција нема полициски час. Во Франција имаме рестрикции на излагање, но во Франција е полиберално. Например, во Франција имаме дозволи, ја можам да ја покажам едно од дозволите. Овои се вакви дозволи кои ги ваѓаме преку интернет, значи на сите ни ги праќа прв пат преку SMS пораки. И вие можете да извадите, значи ја пополнувате сами, не ја вашето име, презиме, година на раѓање и каде живеете. И после на нив има, дали одите на работа, дали одите негде во некој дуќан, нешто ако ви имате потреба да купите, дали одите во болница и дали одите на некој роднина нешто да му помогнете и тоа така. Со таа дозвола малку е со таа дозвола можеш да ја користиш, како што ви реков, и за на работа, али оние што работа, како ја, например, јас работам, одам секој ден на работа нормално како и порано. Работодавецот мора да ви даде посебна дозвола, значи со адреса од работното место и домашната адреса. Каква е состојбата во Франција со фирмите? Дали има одредени области кои што со наредба на државата се затворени, како еве кај нас, например, спортските обложувалници, казината, рестораните, кафихите, како тоа функционира во Франција? Вака, во Франција исто така, се е затворено, значи осим маркетите, големите маркети и со голема предпазливост, со голема заштита на вработените кои работат на каси, кои они се отворени, лебарите се отворени. Значи, како што кажа, све остатокот од другите дуќани се е затворено. Се е затворено и
За сега така функционираме 3 недели, ова е 4-та недела више. Веројатно малкумина од нашите гледачи знаат дека некаде кон средината на 90-тите години ти водеше на спортска емисија на телевизија КИС. Вака, сакам да те прашам каква е состојбата со спортот во Франција, како функционираат спортистите таму, дали се дозволени тренинзи и слично? Како функционира спортот е добрен комплет во Франција. Значи, ниедни клубови не работаа, се е тоа затворено, осим луѓето кои џогираат, кои се слободни сега дома, излагаат така, морат со таја дозвола да прикажа ако полиција ги допре дека се на џогирање и мора да става одредено време, саат од кога излегли и како излегли. Друго се во спортот е допрено, како и у секоја држава во светот моментално. А што е со рекреативците? Дали смее да се рекреираат по парковите и дали е дозволено поголемо групирање на рекреативци? Во поголемите градови, како во Париз и овдека ја каде што сум у Лил, има. Има затоа што се многу бројни и доаѓаат до ситуација да се среќаваат повеќе луѓе заедно. И сега почиња владата овдека ќе, како што слушнав синојка, ќе донесе нови мерки за рекреација на поединци кои џогираа и така. Љубиша, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека и ти и твоето семејство ќе останете во добро здравје. Наскоро се надевам дека ќе имаме можност повторно и да се слушнеме и да се видиме во Тетово. Фала ви што се јавивте. Имам една порака до вашите гледачи, до сите мои пријатели и роднини. Вие сте на право место, ја гледате правата телевизија и останете дома.